Ajde kolena pred Него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата Твоја ја прифаќам. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Мирвам, татко мој, Ти благодарам што во овој ден си во моето срце, си во мојата душа. Ти благодарам што ми даваш сила, мир, љубов, трпение. Отвори ги овие слова, не јас да зборувам, Ти зборувај низ мене. Еве овде во Маврово, -6, -7 степени. Утринава имавме молитви, еден наш брат имаше срцев удар. Фала му на Исуса, добар е. Фала му на Господа Исуса Христа. Се окрепува, полека. Доаѓа до точката на заздравувањето. Знаете, секогаш молитвата е, ако е за кај Тебе, татко мој, земи го. Ако е за да го враќаш, врати го. Ја прифаќам Твојата волја, нема да мрморам, нема да се жалам. И нема му напишав. Ако си за во Божјото царство, ќе се видиме таму. Со Исус напред. Ако си за назад, станувај војнику Исусов. Станувај војнику Исусов. Јован 16 глава. Ова ви го кажав, за да не се соблазните. Видите, ние се соблазнуваме од разни работи. Луѓето се борат да останат на земјата. Се борат да се исцелат и пак да продолжат по стариот живот. Ние зборуваме за да ја исполниме задачата, да пребиваме во љубовта, да победуваме со љубовта. И дека овој живот минува брзо. Ова ви го кажав за да не се соблазните. Луѓето сакаат да живеат на земјата. Барајте го најнапред. Исус вели Царството Божјо. Царството Божјо. И сеќе ни се придодаде. Не разбираат дека ние овде сме привремено. Ова ви го кажав за да не се соблазните. 16 глава Јован, ќе ве истеруваат од синагогите. Потоа подразбира од црквите, заедниците, здруженијата, таму каде што работите. Последниве денови се засилуваат нападите. Сите се ќаваат. Тие што се малку дојдени до Исус. Има силни напади. Се случува битка за души. Дали ќе останете во својата сатанска природа, во себичната природа, во природата на нељубов, или ќе му дозволите на Исус, да владее со вас, да ве обликува во љубовта. Но ќе настапи време кога секој што ќе ве убие, пазете, убивање и кога не љубите некого, секој што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Секој што ќе ве убие. Израелците мислеа дека на Бога му принесуваат служба и го распнаа Исуса. Знаете, тие го знаат писмото. Затоа гордоста возгордејува, знаењето возгордејува. Љубовта ослободува. Тоа ќе го прават зашто не го познаа Отецот, ниту мене. Добро е да го познаеш Исус, да го познаеш Отецот. Како? Па преку љубовта. Сите што даваат љубов несебично,
се допрени од Исус. Може би да не го познаваат. По извесен период ќе разберат од каде доаѓа љубовта и каде завршува. Значи тоа ќе го прават зашто не го познаа Отецот ниту мене, но ви го кажав тоа така кога ќе дојде времето да се сетите дека јас сум ви рекол, а од почетокот не го зборував ова зашто бев со вас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Луѓето ги читаат, ги цитираат стиховите, но не ги живеат. Не ги извршуваат. Не љубат. И излегуваат од законот на љубовта. А сега одам кај оној кој ме испрати. Исус оди кај оној кој го испрати. Секој од нас треба да оди кај оној кој го испрати. Да го избере Исус и да биде пратен. Инаку ќе одиш кај оној што не го испрати, ќе бидеш паднат и ќе поминеш низ други фази, ќе поминеш низ огнено езеро, како што пишува овде. Пламенен дух на љубовта. И ако немаш љубов, нема да биде лесно. Луѓето имаат убави сценарија, разни деноминации и цркви што се случува од како ќе го оставиш телото во земјата и душата ќе оди на суд пред Бог. Но затоа што ви го кажав ова, срцата ваши се исполнија со тага. Луѓето немаат љубов. Ти имаат љубов само за себе си, еден, двајца. Кога ним им е убаво љубат, после не љубат. За да имате љубов, потребен ви е Исус, да ги исчекорите тие чекори, да се преобразите од нељубов во љубов. Но јас вистината ви ја кажувам, Исус, и јас во духот на мојот Отец не зборувам јас, татко мој зборува ти низ мене. Подобро е за вас јас да си отидам, и Исус и јас, зашто ако не си отидам, значи се молиме со одреден број луѓе да запали нивниот дух, да почне тој да се моли. Имаме многу примери. Не знаеја два збора да кажат во молитвата, одеднаш почнува да се моли, запали, се распламти неговиот дух. Зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде кај вас, да не се врзуваат за мене или за луѓе, или за било кого. Да почнат самите да се молат. Утешителот нема да дојде кај вас, ако пак заминам, ќе ви го пратам. Бидејќи вие треба да постапувате така како Исус. Духот на нашиот Отец да зборува низ вас, да живее во вас, а тој кога ќе дојде ќе го изобличи светот. Кој свет? Па првин вас внатре. Ќе ве изобличи за грев, ќе ве изобличи за правда и за суд. За грев дека не сте верувале во него, ако поверувате, ќе ве изобличи, ќе почнете да действувате во љубовта. За правда, зашто вие барате својата правда, има Божја правда. Оти јас си одам кај својот Отец, и веќе нема да ме видите, ќе треба вие да бидете Исус, вие да постапувате како Исусов слуга, да бидете сотрудник Божји, чии имиња се сотрудници, чии имиња се запишани ладно во книгата на животот. Исус испрати дух да ме грее, да не ми се здрвува устата од студот. Знаете, сотрудник, потоа имаме соработник Божји, соработуваш со него. Имаме пријател Божи кој го извршува она што му го кажува Духот. За грев дека не веруваат во мене, за правда. Оти јас си одам кај својот Отец и веќе нема да ме видите, освен внатре во себе си, во срцето, ако го примите Исус. И за суд, зашто кнезот на овој суд е осуден. Вие ќе знаете дека тие се осудени, немате потреба вие да ги судите. Затоа е тоа, не судете. Не судете. Имам уште многу да ви кажувам, но сега не можете да носите. И луѓето сакаат овој стих, оној стих, трупаат стихови кои не се живи во нивното срце. Значи, кога не се живи стиховите, подобро е да знаете дека треба само еден стих да помните. Љуби го својот ближен, како самиот себе си. А кога ќе дојде тој, духот на вистината, пазете, ќе ве упати во сета вистина. Значи, учењето е преку дух, не е во библиски школи. Освен во личен пример, кога имаме помазание, но од себе нема да зборува, еве категоријата, значи не зборувам јас од себе, Исус не зборуваше од себе, а ние сите овде на земја зборуваме од себе, цитираат од себе, исцелуваат од себе, го знаат Светото Писмо од себе, не чекаат Духот да ги води, да научат да молчат во присуство на Бог. А кога ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, Духот ќе ве упати, но од себе нема да зборува. Туку ќе говори што чуе, секој од нас треба тоа да го прави и ќе ве извести за она што доаѓа и ќе знаете што има внатре во човекот, зашто Духот знае. Тој мене ќе ме прослави, зашто од моето ќе земе. Луѓето крстени во Свети Дух, имам еден интересен човек, а ги слави се уште светците и Богородица.
Видете, кога ќе бидете вие крстени во Духот, само за Исус ќе зборувате. Само Исус ќе биде пред вас, зад вас, околу вас. Вие ќе станувате како Исус. Тој мене ќе ме прослави. Исус збори, Духот кога ќе дојде, него ќе го прослави. Нема други да слави, зашто од моето ќе земе и ќе ви јави. Од Отецот. Се што има Отецот мое, така и со секого. Затоа ви реков, и падна пломба од завод. Од моето ќе земе и ќе ви јави. Од Отецот. Уште малку и нема да ме гледате и помалку пак ќе ме видите, зашто си одам кај Отецот. Секој од нас. Така да братот имаше срце фуда и му реков, ако си за таму, таму, ако си за назад, назад. Бог знае. Јас не се молам секогаш за исцелување, кога е некој на работ на смртта, се молам ако е за таму, од горе или долу. Тогаш некој од учениците негови, така се молам. Ја барам Божјата волја. Си рекоа меѓу себе, што е тоа што ни вели уште малку и нема да ме видите. Помалку пак ќе ме видите, јас си одам кај Отецот. И јас ќе си одам кај Отецот. Секој од нас ќе си оди кај Отецот кој го познал Исус. И си зборува, што е тоа што вели уште малку? Па имате уште малку време. Еве сега, човекот имаше срце в удар ноќеска, можеше да замине. Тој дојде до некаде, се исправи, остави апчиња за смирување, се креваше полека, почна да се моли. Дојде до некаде. Бог знае. Малку е, не знаеш дали што утре те чека. Исус разбра дека сакаат да го прашаат и им рече, затоа ли се прашувате меѓу себе, што реков уште малку и нема да ме гледате, и помалку пак ќе ме видите. Малку е овој живот на земјата. Ако сте во Исус, одите горе кај Исус. Ако не сте во Исус, ќе има долго време на чекање. Треба да согорите во огнот. Вашата нељубов да согори. Да согори. Духот негов да чека суд. Вистина ви велам дека вие ќе заплачете и ќе заридате, а светот ќе се радува. Вие ќе бидете нажалени, но жалоста ваша ќе се претвори во радост. Нажалени сме затоа што луѓето не веруваат. Се обидуваш да убедуваш роднини, браќа, одат во гибел. Си ја сакаат својата нељубов, наместо да му се предадат на Исус, да бидат ослободени, да ја спознаат вистината која е во Исус. Жена кога раѓа има болки, зашто и дошло времето нејзино, секако и црква и душа. На штом ќе го роди детето, ќе се роди, ќе се запали духот во неа, ќе се запламти, од радост не ги помни веќе болките, зашто се родил човек на светот. И потоа почнува да одбројува тоа уште малку. Да го избереш Исус, да ја оставиш нељубовта, да почнеш да љубиш како што Исус не возлюби. Те сакам, Господи Исусе Христе. Па така и вие сте нажалени, а јас пак ќе ве видам. Јас пак ќе ве видам. Слава ти, Господи Исусе Христе, ќе се зарадува срцето ваше. И радоста ваша никој да не ви ја одземе. Никој да не ми ја одземе радоста Исусова. Те сакам, Господе Исусе Христе. Се што доаѓа, примајте со радост и заблагодарувајте се. Има луѓе што живеат на улица, што се болни, што умираат, што се мачат. Во тој ден нема да ме прашувате за ништо. Вистина ви велам, што и да посакате во мое име, ќе ви се даде. Исус го вели ова. А што значи тоа во Негово име? Тоа треба да го разбереме. Не во наше име, во Негово име. Кога ние ќе се претопиме во Него, тогаш ќе бидеме дел од Исусовата црква. Нашите тела и души ќе бидат живи камења. И ние во дух ќе пребиваме во Божјото царство небесно, во црквата. Црквата која не е материјална, туку е духовна. До сега ништо не сте барале во мое име, тој зборува во Негово име. Не во наше име, а ние во наше име зборуваме, во наше име действуваме, во наше име осудуваме, во наше име кажуваме, цитираме, во наше име исцелуваме. Ние зборуваме за Негова волја. До сега ништо не сте барале во мое име, барајте и ќе добиете, за да биде радоста ваша полна. Радост полна, ово параболи ви го кажав, но ќе дојде часот кога нема веќе во параболи да ви зборувам, туку откриено ќе ве известам за Отецот. Тие што се отвораат во Исус, што се пријатели Божји, знаат се, и тоа е пишано. Зашто пријателот знае што работи, се му кажал од Отецот. И тоа ја знае целата приказна, зошто сме овде.
од Бога излегол и во Бога треба да се врати. Зашто сме паднати овде и како треба да се вратиме. Патот е Исус, постапување и однесување како Исус кон сите и кон се. Во тој ден ќе побарате во мое име. И не ви велам дека Отецот ќе го помолам за вас. Во тој ден, кога ќе се претопите во Исус, бидејќи Отецот сам ве љуби, зашто вие ме возљубивте, ако го возљубите. И поверувавте дека јас сум излегол од Бога и дека и вие треба да излезете и да се вратите во Бога. Излегов од Отецот и дојдов во светот, тоа е сценариото, драмата која ја играме. Сега пак го оставам светот и се враќам кај Отецот. Дали можете да го оставите светот? Луѓето се врзани за световни работи. Луѓе делат, чувства, пари, материјални добра, спомени. Идентитет, ние зборуваме за небесен идентитет. Му рекол учениците негови, ве сега откриено ни зборуваш и никакви параболи не ни кажуваш. Сега знаеме дека знаеш се и нема потреба некој да те прашува. Заради тоа веруваме дека од Бога си излегол. Исус им одговори, сега ли веруваат? Исус е излезен од Бог да ни покаже. Ние треба да постапуваме како Исус, да љубиме како Исус. Еве иде часот и веќе настапил да се разбегате секој кај своите, а мене сам да ме оставите, кога го распнаа, нели? И јас не сум сам, бидејќи Отецот е со мене. Братот ни пуштил слика, му ставиле 2 стента и вика сам сум, викам не си сам. Отецот и Исус се со тебе и сотрудници кои се молат, и ангелска војска. Ако си за на Божиот царство, се гледаме таму. Ако не си, стануј и оди. Те сакам, Господи Исусе Христе, јас не сум сам. Ни јас не сум сам, бидејќи Отецот е со мене, Исус. Ова ви го реков, за да имате мир во мене. Во светот нема мир. Во светот ќе имате маки, тоа ви е јасно. Но не плашете се. Не плаши се мало стадо, зашто јас го победив светот. И овде сакам да исчитам една интересна книжче, сведоштво од една книга Оче наш, тематска книжа 47. Лоренс Новосел издава од една жена која добивала пророштва. Доста го напаѓаат протестантите. Видите што зборува тој појаснување за Библијата. Тој зборува за Таткото Небесен, кој вели дека е блиску до нас. Самата помисла, сега го преведувам од хрватски, да помислиш дека Татко имаш Небесен, го повикува да дојде и да му ги дадеш сите грижи. Татко погрешив пред тебе и пред небото, го знаете тоа. Дека тој секогаш не слуша и сака да ни помогне. Меѓутоа мораме да се надеваме на него. Кој се надева на Небесниот Отец, има еден стих, тој пребива во домот на Небесниот. Да верувате дека сме деца на Небесен Татко и дека тој не гушка со неговата љубов и нема да не остави. Нема да ве оставам сираци, оди за загубената овца. Секогаш не гледа како добриот татко што се грижи за своите деца. И ништо не може да ни се случи. Се случува само на што е добро за усовршување на нашата душа во љубов. И се ќе издржиме, зашто љубовта која ја бараме од него ќе ни даде сила и го има она од Матеј. Барајте ќе ви се даде, чукајте ќе ви се отвори. Матеј 7, дадено 7:11. Кој бара наоѓа, секој што чука. Знаете, барај. Но ако се двоумите во љубовта кон Отецот и Исус, се двоумите, нели снагата не можете да примите. Не можете молитвата да биде услишена. Оној што се сомнева е, нели, бран во Јаков. Нема ништо да добие. Потребна ви е силна вера. Имајте вера. И таа вера да оживее низ љубовта. Тоа е упатството, да се љубиме еден со друг. Љубовта без љубов, а животот без љубов не може да ви даде да имате вера доволно. Не морате да имате сами да се справивате во земјата со тие неволи и таги. Вашиот живот, нашиот живот е овде да се промениме. Повикани сме на осветување, вели Исус, од нељубов во љубов. Да направиме контакт со нашиот татко, татко мој. И неговото присуство во нашите мисли, во срцето, ги отстранува секоја невоја, ни дава сила во љубовта да владееме. Затоа треба секогаш да бараме, што и да побарате во мое име од Отецот Исус, во името Исусово, да побараме сила, верба, и да ја побараме љубовта Исусова. И да се соединиме со молитва.
во името Исусово да бараме од Таткото Небесен. Да не мрмориме, да не се жалиме, никој да не ни открадне радоста, нели? Ние не сме оставени, имаме Татко Небесен и секогаш не слуша и не гледа и се грижи за нас. Значи, пазете, интересно, тоа е тоа што тој ни го кажува, појаснува колку е љубовта. Затоа на едно место вели, он вечно не се љути. Бог е љубов. Бог е љубов. Кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Тоа е неговата суштинска природа. Затоа сме овде, затоа сме повикани. Затоа треба да постапуваме како Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе, и те молам за сите оние кои ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Тргни ја од мене болката. Ставете ја раката на срцето или таму каде што ве боли. Исусе, те молам да ме усовршиш во љубовта, да ми помогнеш да им простам на сите. Никога да не осудам, да се покајам за секој грев, да ти дозволам да живееш во моето срце, да ја прифатам Божјата волја и да победувам со љубовта. Со љубовта Исусова. Од сега и секогаш и во вечни врекови. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Ајде колена пред него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата Твоја ја прифаќам. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, Исус напред, ние по него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, слава ти, Господи Исусе Христе.